Секој кој што има своја собствена бизнес идеја и сака да започне собствен бизнес, може да аплицира во надлежниот центар за вработување. Единствен услов, значи приоритетен услов е лицето да биде пред аплицирањето евидентирано како невработено лице, активен барател на работа со завршено минимум средно образование. Значи може од разни дејности да бидат неговите бизнес идеи. Има исклучени се одредени дејности. Таква е земјоделската дејност, поради тоа што за земјоделска дејност државата веќе обезбедува преку друго министерство, преку Министерството за земјоделие, финансиска поддршка и од проста причина да не се концентрира финансиски средства на еден бизнис и затоа е исклучена земјоделската дејност. Понатака, освен земјоделската дејност, исклучени се дејностите на производство и продажба на оружје и муниција, исклучена е дејноста за финансиски осигурителни игри игрите на среќа како што се казината, кладилниците, исклучена е дејноста такси службата, приватните агенции за вработување како дејност и приватните здравствени установи. Освен овие ограничувања, значи сите други можат да аплицираат, единствено нема да бидат поддржани бизниси, односно нема да бидат прифатени апликации од лица кои што во изминативе години добиле веќе грант преку оваа програма, што е секако нормално и логички, и исто така лица кои што изминатите 12 години биле управители или оснивачи на фирма, па ја затвориле, за да се спречат злоупотреби, исто така нема да бидат поддржани овие дејности. И секако лица кои што претходно во изминатите години, некогаш доколку се случило да бидат вклучени во активни мерки и ги прекршиле договорните обврски, секако нема да имаат право да аплицираат. Над 70% од фирмите основани, односно од бизнисите основани преку оваа програма за самовработување со поддршка, односно со добивање на грант, останале да работат, да функционираат и по изминувањето на рокот од 2 години. А повеќето се и по изменувањето дури на 5 години после, значи после завршувањето на самиот договор кој што е склучен меѓу Агенцијата за вработување и корисникот. Со Агенцијата за вработување со корисникот склучува договор во кој се регулирани сите детално меѓусебни обврски кои што ги има корисникот, и доколку дојде до прекршување, агенцијата прво нормално го поменува навреме да ги отстрани неправилностите, ако не, понатака превзема мерки за враќање на доделените средства. Околу контролата годинава е ново што ќе има и комисија за контрола, таа ќе биде составена од представници на Министерството за економија и труд, представници на Министерството за финансии и представници од канцеларијата на председателот на владата, така да оваа комисија ќе врши контрола на реализацијата на оперативниот план, односно на мерките и на наменското трошење на средствата. Што значи дека оваа комисија може да ги посети апликантите кои што веќе користат? Секако, и агенцијата и досега имаше можности да посетува и представници од Министерството, но оваа комисија секако ќе има.